Телезон, значи добавач за струја и газ. Се наши и од Балканот, значи од тие понуди ние што ги даваме се многу пониски од тие што ги имаат они. Не, буквално не. Може буквално еден обичен човек ова да го почне да го работи, одговорна работа. Значи без социјалните мрежи денеска нема да може човек да успее. Не, тама работа. Да. Добар ден, наши драги гледачи, верни поддржувачи. Денес на овој убав сончев ден се наоѓаме кај нашите пријатели во кафаната Цуртраубе Најперк. Тука со нас ќе го пие заедно нашето неделно кафе господинот Златко, кој подетално сега самиот ни се представи кој е, од каде е и каде живее тука во Германија. Повели, добар ден. Добар ден. Благодарам на поканата што ми ја дадовте. Јас сум Златко Наумовски, доаѓам од Скопје, сопруг татко на две дечиња. Значи живеам во Кобленц од 2011 година. Со што се занимава Златко тука во Германија? Значи главна дејност моментално ми е готвач. Значи работам во болница, во клиника, така да дополнително идам исто како готвач на друго место, а како трета дејност, зависно се здраве Боже, уиднина може да биде прва дејност, е Телезон, значи добавач за струја и газ. Аха, тоа е она што повеќе мене ме интересира и сакам да се задржиме малку на тоа, бидејќи не сите знаеме како тука функционира, како е поставен регулативата на пазарот за струјата и за гасот. Можеш да ми кажеш нешто малку подетално за сето тоа? Секако. Значи вака, за струја и газ има доста добавачи во Германија. Например, ние како фирмата Телезон имаме доста добавачи што ги даваме, значи, од пазарот. Има поевтини, има поскапи тарифи, така да се зависно од местото каде живеат. Например, Берлин е поголем град, поголеми се цените, поголеми се платите, на помало место, значи се помали цените. Така да се зависно на кој место живеат, како ќе ни дадат информациите што ги имаат, например, место на живење, датум на раѓање или било што, така да ќе можеме во системот да ги дадеме и да можеме, значи, понуда да им дадеме на нашите клиенти. Што е она како пакет што го нудите вие? Само струја? Струја, газ и верме. Верме значи означува топла вода. Не топла вода, туку домашно имаат само струја, например стари печки што се например ноќе што се полнат, дење се користат. Така да. Океј. Кажи ми дали се соработуваш многу со наши сонародници македонци или повеќето се германци, балканци? Кои се твоите клиенти? Вака, значи јас сум од минатата година веќе во оваа дејност. Доста претежно се наши и од Балканот, значи од Македонија, од Србија, Бугарија, дури од Хрватска и поединци има и од Германија што се јавуваат, прашуваат за понуди, за било како, например, добиваат повеќе доплати, што би можело, например, за повеќе да заштедат, да не даваат толку многу, да не ги даваат, например, во главните добавачи за струја што се во Германија, така да ние имаме доста поевтини цени и затоа, например, тие понуди ние што ги даваме се многу пониски од тие што ги имаат они. Значи, доколку нашите сонародници се обратат кај Златко, ќе добијаат многу поповолни понуди од останатите. Така? Да, тачно, пошто ние не само што имаме понуди поевтини цени, туку имаме стабилни извори, значи, на добавувачи што се од претходно што ги имаат. Што е потребно да поседуваш како индивидуа за ова што го работиш ти? Дали е потребно некакви сертификати, лиценци или не знам што друго, некое образование можеби? Не, буквално не. Може буквално еден обичен човек ова да го почне да го работи. Значи, двајцата мои пријатели што работат оваа дејност, што ме ставија, значи што ми ја дадоа ова како викаат насока, они веќе го работат со години, така да не треба никакво школа, не треба никакво образование, но битно е да се знае добро системот, пошто во системот има многу датуми, многу, како се вика, дата податоци.
податоци, точно, за да може значи тоа да се направи како што треба, зашто една мала грешка може многу да чини. Значи сепак одговорна работа. Одговорна работа. Гледам, доста си застапен на социјалните мрежи. Дали сметаш дека тоа е добар простор за реклама на човек што се занимава со бизнис или нуди некакви услуги? Да, секако дека тоа е многу добра реклама, значи без социјалните мрежи денеска нема да може човек да успее некако. Значи јас се рекламирам преку Facebook, преку Instagram, доста луѓе што веќе тоа го гледаат, се јавуваат и така да доста добро ме поддржуваат. Најголемата исто добра работа е што еден преку друг човек, значи штом те препорачаат со препорака, значи многу подобро човек може исто да успее. Така, значи тој клиент е задоволен и те препорачува на друг. Значи, тоа на друг. е една од подобрите реклами. Да. Дали се сметаш за успешен во ова работа што работиш сега? Па вака сега, значи од минатата година како што почнав, значи во Телезон до сега, значи многу добар напредок имам направено. Тоа дури мојот претпоставен лично ми го има кажано, пошто доста добро се знаеме, така да Значи испаѓа дека ученикот е подобар од учител. Не, тама работа, да, али доста добро. Али се стремиш на тоа. Да, тотално. Како се одвива целиот процес на изнаоѓање клиенти и откако ќе ги најдеш, како се стигнува до договор? Дали морате лично се сретните или имате некој друг начин? Значи не мора лично, значи сето тоа иде преку телефон, електронски, ми пишуваат, значи им праќам поврат на SMS назад, како што треба, значи дали преку AirSign го правиме договорот, така да или преку видео, например се збориме лично, така да им објаснам како се работите, значи како иде процесот за договор и за потпишување. Но сепак некој доколку сте во близина има можности да се сретните во радиус, и очи во очи сето да се објасни да. добро, подетално. Значи во радиус од прилика 2-30 километри можам значи да дојдам до нив, тоа да го направиме лично Така. и така да тоа. Ни кажа дека се занимаваш паралелно со неколку работи. Дали имаш слободно време и доколку имаш, како го користиш? Да, секако дека имам слободно време, значи слободното време го користам за фамилијата, дали ќе идеме кај некои пријатели, дали идеме на некое друго место, значи секогаш за фамилијата мора да се одвои време. Патување пред се. Пратување пред се. Значи вака, значи слободното време само што го користиме за нас, значи во годината одвојуваме време и за во Македонија, значи 2 пати во годината патуваме во Македонија, значи кај своите блиски и роднини пријатели. Кога веќе спомна Македонија, дали сметаш дека направи правилен потек што се пресели во Германија и дали можеби некогаш би се вратил повторно таму? Вака, значи сите сме за своето родно место, значи сите сакаме да се вратиме и да одиме таму каде што сме дошле. Добро, тоа отприлика би било се. Накратко кажавме сите потребни информации кои треба луѓето да ги знаат за твојата работа и доколку вие, почитувани наши следачи, сакате да заштедите на финанси во однос со услугите што ги нуди Златко, слободно можете да му се обратите на неговите Facebook страници и имате и телефонски броеви. И на крај, уште еднаш да се заблагодариме на нашите драги пријатели од ресторанот Цуртраубе, кој на крај ќе не угостат со многу вкусно јадење, кое веќе е докажано. Благодариме и тебе уште еднаш ти се заблагодарувам за одвоеното време. Благодарам уште еднашка за вашата покана, ми беше чест и се надам се гледаме на наредна прилика. Со задоволство. Чао. Чао, чао.